Во судницата во Идризово пак продолжи судењето за пожарот во Кочани. Сведочат тројца вработени во општината Кочани, меѓу кои и градежен инспектор кој рече дека барале да не биде издадена лиценца за Пулс. Денешното судење го следи Дејан Трајковски. Дејан, да чуеме какви сведоштва беа изнесени денеска. Така, Борче, како што најави, беа тројца предвидени сведоци, но сепак малку се одолговлече сведочењето на двајцата сведоци, па денеска сепак само двајца ќе сведочат, како што посочи ти вработени во општина Кочани. Првиот сведок посочи дека објектот бил позициониран во лесно-индустријска зона и дека таму не смеело да има деловен простор, камоли да се отвори дискотека или нешто слично. Тој посочи дека со ваков допис се испратени до пазарниот инспекторат и Министерството за економија за да не се издава лиценца, откако претходно општината му дала на Дејан Јованов Деко, газдата на Пулс, дозвола да го користи паркингот, но откако увиделе дека тука ќе се отвара ноќен клуб, тоа побарале да не се дозволи од страна на надлежните, но вели дека повратен одговор од нив тогаш не добиле. Станува збор за 2012 година, па предлагам тука повеќе да слушнеме од сведочењето. Имаше едно барање за паркинг места од Класик ДМ преку Дејан Јованов. Ние одговоривме дека може да се користат паркинг места за лесна индустрија. Барањето беше пред да стане Класик угостителски објект, односно на 3.10.2012 година. По одредени сознанија дека таму ќе се прави дискотека, ние решението за дозволените паркинзи за лесна индустрија го поништивме. Известувањето го доставивме до Класик и до Дејан Јованов. Натаму го известивме и Државниот пазарен инспекторат. Тогашниот градоначалник Радко Димитровски имаше исти такви сознанија, па го праша Министерството за економија на 19.10.2012 година дали е поднесено барање за лиценца и дали е дадена лиценца за дискотека во тој објект. Одговор не добивме. На 6.11 испратив барање до пазарниот инспекторат да не се издаде лиценца на Класик ДМ за дискотека. Вториот сведок, чие сведочење се уште трае, Дејан Рашков, рече си целата кариера е поминал во општина Кочани, а бил и секретар на општината. Тој посочи дека не знае колку точно дискотеки и кафулиња има во Кочани. Воедно кажа за Пулс, првично кажа дека слушнал, но надписи низ градот не видел, а потоа кажа и дека во еден наврат бил и гостин во Пулс, додека што се однесува во однос на Класик FM кафулето на Дејан Јованов Деко, вториот објект кој што е во центарот на градот, вели дека никогаш не слушнал, нешто што во судницата беше оценето како контрадикторност, па предлагам тука да го слушнеме и неговото сведочење. Не знам колку кафулиња има во Кочани, ниту колку дискотеки и ноќни клубови. За Пулс сум слушнал, но надпис не сум сигурен дека сум видел. Може би имало над вратата. Не сум слушнал ниту за кафуле Класик. Инаку на претходното рочиште обвинителството побара да повлече 13 сведоци од својот список, на што денеска реагираше дел од одбраната, велејќи дека во овие сведоци има клучни детали околу самата вечер за тоа кој ја донел пиротехниката, кој ја запалил пиротехниката, а воедно и кој кого спасувал и колку спасувал истата вечер, на што обвинителот одговори дека тука станува збор за кривично дело и тоа што претходело на кривичното дело, а не за настаните потоа. Да ја слушнеме тука, да го слушнеме неговиот исказ тука во судницата. За обвинителството не е спорно да се прочитаат сите искази кои потврдуваат дека сте спасувале отпосле, како што спасувале и други лица и пожарникари кои настрадале при спасувањето и сега се мртви. Тука сме за другиот дел, за вашата улога во тоа како настанала трагедијата, а не за спасувањето. Так, за барањето на обвинителството судот одлучи само половина од сведоците да се тргнат од списокот, но се уште не утврдено дали ќе се прочитаат нивните изјави кои што биле дадени претходно или пак ќе бидат повикани да сведочат тука во судницата во Идризово. Борче. Ти благодарам. Дејан Трајковски со деталите од денешните сведочења во процесот за трагедијата во Пулс.